Но ние немаме многу време, а денес имам желба да ја завршам цела 5 глава. За да следната сабота од Сабајле, ако даде Господ живот и здравие, започнеме со 6-та. Застанавме кај 21-иот стих, поточно 20-тиот, од Христовата проповед на гората на блаженствата. И ја само ќе го повторам 20-тиот. Зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Значи, праведноста на Новиот Завет е повисока од праведноста на Стариот Завет, иако Новиот Завет е таква состојба во која што не сме под законот. Да го кажем тоа поинаку, праведноста на Новиот Завет е по-голема од праведноста на Стариот Завет, што значи праведноста на Новиот Завет е по-голема од законската правда, што би рекол апостол Павле. Праведноста на Новиот Завет не е нешто помало од законската правда, туку нешто поголемо од неја. Не е ни исто со законската правда. Значи, праведноста на Новиот Завет не е легализам, но не е нешто помало. Не е компромис со гревот. Или она што погрешно се нарекува либерализам. Зашто вистинскиот либерализам е тоа што бил Христос. Ем слобода, ем светост, ем праведност. Меѓутоа, за жал, оние што сакаат компромис со гревот, си го злоупотребиле тоа слободата и сакаат себе си да се нарекуваат либерални, а всушност не се либерални, затоа што не се слободни. Вистина ви велам, рекол Христос, оној што прави грев, му робува на гревот. Тоа сите од искуство знаеме колку е вистина. Колку понекојаш е тешко со години некои луѓе да остават, да се ослободат од некоја грешна навика, кој како буквален синџир ги има оковано во нивниот живот. Но што е тоа? Што е тоа што е поголемо од законската правда, од законската праведност? Од каде потекнува таа новозаветната праведност? Еве самиот Христос ни дава примери, одговори на тоа прашање. 21 стих, па можеме да читаме до крајот на главата, тоа е истата тема. Сте слушале дека им било речено на старите, што им било речено? Не убивај. А кој ќе убие, ќе биде осуден пред судот. Ова е законската правда. Не убивај. Дури 6-та заповед, нели? Меѓутоа, во што се состои законската правда? Во што се состои легализмот тук? Добро, значи, можем да те искршам од мавање, ама не сум те убил. Те мразам, не можем да те смислам, ама не те додирам, не те чачкам, не сум те убил. Христијанин сум. Што е новозаветната правда? Ако е ова законската. Значи, не те убивам, не те тепам, да не отидам во затвор, или да не се направам некои други проблеми, така натаму. Да не настрадам и јас, може, во тој судир. Но што е новозаветната праведност? 22 стих. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си, ова без причина е во заграда, што значи, дали Христос ги кажал овие зборови? Останува знак прашање.
ќе биде осуден пред судот. А оној што ќе го нарече брата си празноглав, ќе биде осуден пред Врховниот суд. Ова се однесува на еврејските судови. Значи Врховен суд. И ние имаме врховни судови. Имаме и уставни судови и јавни обвинителства кои што не постојат. Но, оно што ќе го нарече будала, ќе биде осуден за во Гехената, вели оригиналот, и точно е преведено пеколот, огненото езеро. Ова не се однесува на никаков земски суд. Евреите имале, значи, два степена на нивното правосудство. Имало локален суд, кој што можел да пресуди, и таа пресуда можела да биде обжалена кај Врховниот суд, а тоа бил Синедрионот. Значи, ако некој локален суд донел одлука што некоја странка не се слагала со таа одлука, можела да се обжали само кај Синедрионот како Врховен суд, а одлуката на Синедрионот била конечна. Христос го става Божиот суд, значи пеколот, огненото езеро, како повисок степен и од еврејските земски судови. 23 стих, што еднаш ми послужи како повод да ја одржам најкратката проповед од ова место. Мислам дека требаше само 5 минути. И така, ако пренесуваш дар на жртвеникот, и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму, пред жртвеникот, па оди и најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го дарот. Измери се со противникот твој навреме, уште додека си на пат со него. За да не те предаде на судијата, а судијата на служителот и да бидеш фрлен в затвор. Вистина ти велам, нема да излезеш од таму, се додека не ја дадеш и последната пара. Ова се во контекст на целата дискусија околу примерот не убивај. Втор пример, 27 стих. Сте слушали дека на старите им било речено не прелюбодејствувај. После 6-та, 7-та заповед. Се прашам зашто Христос ги употребил овие примери. Знаете, и ден денес ако прашате некого дали ги почитува 10 заповеди, дали ги знае 10 заповеди, сите почнуваат од 6-та. Некако тоа е, како да рече човек, дали... Веројатно, ајде речем, веројатно зашто не знаат како гласи првата или првите 4 воопшто. Па ни 5-та. Ги почитувам 10 заповеди, ја не сум убил, не сум украл. А 7-та некако се скок. Не прелюбодејствувај. Што е новозаветната заповед? Јас пак ви велам дека секој што ќе погледне на жена со желба, тој веќе извршил прелюба со неја во срцето си. И сега во контекст на ова новозаветно, ова духовно толкување, кое што Светиот Дух го претвора во реално искуство. А без Светиот Дух, само гревот, страстите и робството на гревот се реалноста за секој човек на земја. И во контекст на ова, ако те наведува на грев десното око, извади го и фрли го од себе. Зашто подобро ти е да изгубиш еден дел од твоето тело, отколку целото да биде фрлено во пеколот. И тука пеколот е точен превод, бидејќи се мисли на огненото езеро, се мисли на страшниот суд, на идниот суд. И десната рака, ако те наведува на греф и сечија, и фрлија од себе, зашто подобро ти е да изгубиш еден дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пекол. Се поставува прашање, ќе постојат во Божито царство, ќе влезат луѓе сакати, без една рака, без едно око, или шкопени, или без било каков друг дел од телото.
Се разбира не. Но зашто е вака кажано? Подобро ти е да влезеш без една рака, без едно око. Иако никој нема да биде таму без око, без рака. Сите ќе имаат нови совршени тела, подобри раце од овие сегашни. Подобри нозе и од Бен Джонсон, Карл Луис, може би. Не знам кој е денешни чемпион, не следа. Но зашто Господ вака се изразил? Зато што стварно е подобро. Подобро е да бидеш сакат и без две нозе, ама во Царството Божие. Иако таков случај нема да има. Но тоа е подобро, отколку целиот да бидеш фрлен во огненото езеро. Значи, гревот е толку опасен, што ако треба, ќе исечеме, ќе извадиме без анестезија делови од нашето тело, кои што не соблазнуваат. Но се разбира, не треба тоа. Во преносна смисла, треба да се бориме против искушението. Ако треба и до крв, меѓутоа тоа не значи дека ние треба самите да се сакатиме. Туку треба да ја победиме секоја грешна желба, значи на духовно поле се води борбата. Треба да ги победиме нашите страсти, да се победиме самите себе си. Тоа можеме само со благодата, со силата на Светиот Дух. Речено било исто така, ако некој ја остави својата жена, нека и даде разводно писмо. Кај било ова речено? Ова не е едно од 10 заповеди. До сега имаме примери од 6-та и 7-та заповед. На каде е ова речено? Јас пак ви велам, секој што ќе остави својата жена, освен за прелюба, тој ја тера да прелюбодействува, и кој ќе се ожени со така напуштена, тој прелюбодействува. Може би да зборуваме 3 дена сега за значењето на овие зборови. Една се сеќавам, бевме кај Антон дома, па шо значи ова, па дали смееш, па развод, па кој смее да се прежени, да се премажи и така натаму. Искрено немам желба да се занимавам сега со тоа. Но, зошто на друго место Христос вели, дали беше тоа Божја волја од почеток? Еве, Мојсей ви дозволи да се разведувате од своите жени. Нели, ке ми го рече тоа. Мојсей ви дозволи да се разведувате. Тоа е подоцна таму, 19 глава. Во друга ситуација, во друг моабет. Пред крајот на Христовата мисија на земјата. Но на почетокот тоа не беше така. А зашто Мојсей им дозволил? Зашто законот дозволуваше развод и на евреите? Самиот Христос кажува, заради што? Заради тврдоста на срцето ваше. Значи, законот дури имал и по-ниски стандарди за некои прашања, отколку моралниот закон што бил запишан во срцето на првите луѓе на почетокот. Тој ист морален закон Господ го пишува со Светиот Дух во срцата на сите оние што влегуваат во новиот завет, што влегуваат во неговиот покој. И тој моралниот закон, повторно ми доаѓа на ум цитатот од Имануел Кант, две работи ме восхитуваат во животот, во светот. Звезденото небо над нас и што беше второто? И моралниот закон во нас. Христијански филозоф, навистина. Заради тврдоста на вашето срце. Но на почетокот тоа не беше така. Многу што не беше вака на почетокот. Да не споменуваме исхраната како втор пример, да не споменуваме еден куп други ситуации. Всушност, нашиот 21 век е толку ненормален, што тој е најнесличен со почетокот.
Продолжуваме. 33 стих. Сте го слушале уште и тоа, дека им било речено на старите: не колни се криво, а заклетвите пред Господа исполнувајќи. И ова е повторна старозаветна уредба. Че не е една од 10, но е една од 613 од сите заповеди запишени во Петокнижието. Каде е запишено, можете во конкорданс да ги најдете тие текстови. Нас не е сега важно на гласоко да го ставиме на новозаветната праведност, што е она повисоко што Христос го поставува како стандард. И јас пак ви велам, не колнете се воопшто. Ниту во небото, зашто тоа е престол Божи. Ниту во земјата, зашто таа е подножје на носете негови. Ниту во Ерусалим, зашто е град на великиот цар. Че евреите имале традиција да се колнат во Ерусалим, во обичај. Во небото. И многу адвентисти сум ги слушал. Бог ми е сведок, Бог ми е сведок. И така се зема таа именка Бог на некој начин со пречесто повторување. Бог ми е сведок, Бог ми е сведок. Нема што Бог ми е сведок. Вашиот збор да биде да, или не. Верувал другиот, не верувал, да не ти биде гајле. Ти биде си праведен. Не колни се ни во главата своја. Зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да го направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да или не. А се што е повеќе од тоа, од лукавиот. Нема потреба од коментар. Уште еден пример. Сето ова се примери на 20 стих. Вашата правда да биде повисока од правдата на книжниците и фарисеите. Сте слушали дека е речено око за око, зап за зап. Ево една друга позната старозаветна заповед. Што би рекол Милош Богданович, ова било кривичниот закон, кој што мнозина го мешаат со моралниот закон. Да, ова заповед постои во Стариот Завет. Око за око, зап за зап. Таков бил граѓанскиот закон. Јас пак ви велам, овој превод вели, не противете се на лукавиот. Малте сгрешили, мислам на злото, треба да стои. Да. Ако некој те удри по десниот образ, завртиме го и другиот. А оно што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и наметката. И ако некој те присили да одиш со него 1 милја, ти оди 2. На оној што бара од тебе дај му и не одбивај го оној што ти сака нешто на заем. Што значи ова? Сте биле во ваква ситуација? Ова се однесува само на лични примери, на лични односи со други луѓе. Ова значи следново. Ако постои некое непријателство, некоја расправија, кај што единствената штета, единствениот зијан, значи, е нешто твое, што и не е толку битно, на крају на краиштата. Тогаш подобро жртвувај го. Кошула ли е? Чоколаду ли е? Еднаш 2 сестри наши се испокараа заради една чоколада. Друга облека ли е? На катедра ли е? Еднаш се тепаа некој кој да застане на катедра.
После сметаше дека тој треба да застане. Подобро, ако тоа беше проблемот, тоа ли беше проблемот? Се знае дека тоа не беше проблемот. Но ако е тоа проблемот, ако ние треба да се откажеме од нашето првенство, нека биде. Но тоа не беше проблемот. Тоа беше смислен план да се растори Божјата црква. Но кога се работи за вакви лични ситуации, подобро е да се откажеме. Ако е целата штета е да јас нешто изгубам, за да профитира мојот ближ. Што на крајот да кришта и не е толку битно. И завршетокот, веќе овие зборови за одмаздувањето беа вовет во завршетокот на овој дел од беседата. Љубовта кон непријателите. Сте слушали дека е кажано љуби го својот ближен, а мрази го непријателот. Каде е кажано ова? Пише ова некаде во Стариот Завет, во Мојсеевиот закон. Мрази го непријателот. Баш ме интересира, пише ова некаде? Кај пише ова? Конкорданси за 43 стих, 10.22, 19.19, тоа е покон Матеј. Трета Мојсеева 19.18, тоа не е тоа. Значи, никаде не пише во Стариот Завет. Што пише Трета Мојсеева 19.18? Ајде видим. Значи, таму пишува. Значи, тоа е оно што Христос го кажува. Господ никаде не кажал во Стариот Завет мрази го непријателот. Но Исус вели, сте слушали дека е кажано. Кој го рекол тоа? Значи тоа го рекле еврејските рабини, тоа го рекле црковните отци. Некој го кажал тоа. Некој го кажал тоа. Мрази го непријателот. Некој проповедаше од влаевските катедри. Мрази ги браќите и сестрите од другата црква. Вода и масло не се мешаат. И така натаму. Некој тоа го кажува. Некој тоа го кажува. Штом верниците и дури вчерашни пријатели така се однесуваат, значи некој тоа го кажува. Некој во еврејскиот народ тоа го зборувал. Дали тоа било некој многу почитуван рабин, многу почитуван отец, или тоа е некој сегашен, актуелен рабин, пастор, проповедник, сеедно. Некој тоа го кажува. Некој тоа го проповеда. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат. Правете им добро на оние што ве мразат. И молете се на оние што ве навредуваат и гонат. За да биете синови, еве зошто? За да биете синови и керки на вашиот Отец Небесен. Зашто тој го остава своето сонце да грее и над лошите, и над добрите. И им браќа дожд и на праведните, и на грешните. Зашто ако ги сакате оние што вас ве сакаат, каква ќе ви биде наградата? Зар не го прават тоа и цариниците? И ако ги поздравувате само браките своји, што особено правите? Не го прават ли тоа фашистиве, балистиве, комуњарите? Што особено правите? Подобри сте од нив? Не постапуваат ли така и незнабожците? Не постапуваат ли така и муслиманите? Подобри сме од муслиманите. Но бидете совршени,
како што е совршен вашиот Отец Небесен. Совршен. За да биде совршен, сеќавате на тие Павлови зборови, за да биде совршен и приправен за секое добро дело. Кој? Со што? Со она секое писмо е боговдахновено и полезно за читање, за проучување, за карање и така натаму, за да биде совршен Божиот човек. Само Словото Божио и Светиот Дух можат вака да не усовршат. Совршенството не е тоа некој далечен идеал, нешто што не може да се достигне. Тоа треба да го сватиме вака практично, како еврејскиот ум. Значи, совршено е, кога ќе купите, пример, телефон, смартфон и тоа да биде совршено, значи, да не фали нешто. Да не биде како порано купил некој од Застава фабриката, се зборуваше о комунизмот, купил некој кола од Застава, значи не од Германија, од Застава, и отра врата и вратата искочила од автомобил. Значи, совршено е, оно што го купувате, сакате да ви биде совршено, значи, све да биде на место и да функционира нормално. Барем и за тоа време, за кое што гарантираат. И после, значи, некој време употреба. Така и христијанското совршенство. Тоа не е нешто идеално, тоа е реално. Само ако е реално присутен Светиот Дух во нашиот живот. А ако не знаеме што е Светиот Дух, ако не сме го запознали, ако не сме го искусиле во нашиот живот, тогаш се е шпанско село од ова што се зборува и што се чита од Светото Писмо. Тогаш можеме да бидеме само добри фарисеи, добри книжевници, добри законици, добри рабини, но лоши христијани. Тогаш можеме да бидеме религиозни луѓе, но не и верници. Не би сакал ништо повеќе да додавам на Христовите зборови. Неговата проповед е само по себе доволно јасна. Се надевам дека следната сабота ќе имаме добра прилика, ако даде Господ живот и здравие и се останато, да почнеме со 6 глава, особено со Господовата молитва, која што е многу убава. И да одговорим на прашањето зашто Господ така ги научил своите ученици да се молат. Зашто баш така? Нека му е фала и слава вечно. Амин.